Ете, имавме прилика од Чомовски да слушнеме кој е нашиот следен гостин, Паулина Гарнарова. Деновиве имавме прилика на некои од електронските медиуми да прочитаме дека Гарнарова со своја стартап компанија, со своја платформа се нашла во магазинот Forbes, награда која што признание всушност која што се доделува од 2011 година, 30 под 30. Гарнарова веќе имаме на Zoom апликацијата бидејќи е во странство, инаку ке беше овде во студиото. Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Паулина Гарнарова во магазинот Forbes 30 под 30 со својот стартап Deep Judge, или што би се рекло на нашен или некој буквален превод длабок судија. Сепак ќе рече дека се работи за продукт, за платформа која што е поврзана со правото. Гарнарова, за каква платформа се работи и на чии закони е всушност базирана оваа платформа? Каде ќе се користи, во Македонија или за други пазари? Deep Judge е стартап формиран во Швајцарија. Јас сум еден од 4 основачи на стартапот и исто така извршен директор. Компанијата, токму како што кажавте, се залага со правни работи и е базирана на софтвер на вештачка интелигенција кој што ние го имаме развиено. Софтверот работи така што може да ги разбира податоците кои што се дел од легални документи и понатаму им помага на адвокати или сите оние кои што се справуваат со легални податоци да им ја оптимизира работата. Моментално најмногу работиме на швајцарскиот пазар, значи соработуваме со голем дел од адвокатските куќи тука, исто така целиме да почнеме соработка со судствата овде и понатаму ќе се развиваме и на останатите пазари. Значи први на листа ни се ДАХ, значи земјите кои што зборуваат германски, Германија, Австрија, понатаму останатиот дел од Европа и се надеваме дека ќе стигнеме и до Македонија. Вештачка интелигенција што ќе рече дека собрани се доста материјали, интернет преку, нели сега, датотека преку интернет за различни судски системи. Колку е применлива истата во Македонија, за да дојде во Македонија, за да ја користат домашните правници, не само нели судовите, туку и адвокатите, што треба да се направи? Така, значи, за софтвер да работи за друга земја, потребно е да се запази број 1 јазикот на судството во таа земја, исто така политичкиот и правниот систем. Во Швајцарија, например, еден конкретен пример да дадам, кога адвокатите одат на суд, како и секада треба да се повикаат на претходни пресуди и на закони кои што зборуваат за аргументот на кој што адвокатот го има. И нашиот софтвер, например, овозможува да адвокатот само напише мал опис на случајот кој што го имаат и директно им предложува релевантни закони и претходни пресуди кои што им помагаат за случајот. И со тоа нормално им заштедува многу време, исто така аргументот им е многу посилен. И тоа целото моментално е направено да работи за законите во Швајцарија, за претходните пресуди на Швајцарија и работи на јазиците кои што се во Швајцарија. За да влеземе во Македонија би требало да го направиме истото и на македонски јазик и за законите во Македонија. Меѓутоа ние го земавме тоа во предвид и целиот софтвер и алгоритам се работат еднакво без разлика на јазикот и законите. Значи тоа што треба да смениме е да земаме податоци од државата и да го истренираме моделот за таа држава. Кој треба да го направи тоа, бидејќи судскиот систем во Македонија, правниот систем во Македонија е доста сложен? Тоа би било да се стигне до датотеките на нашите случаи, сигурно е уште потежок процес. Дали тоа е државата, владата преку своите министерства, судскиот систем сам по себе? Како всушност може да се најде оваа платформа и да функционира и да работи на домашниот пазар? Јас зборувам сега повеќе за Македонија, претпоставувам дека сте ориентирани кон Швајцарија, меѓутоа кога продукт доаѓа од македонски автор, верувам дека патот да се најде во оваа држава и можеби и полесен. Така, значи податоците кои што нас не требаат се претходните пресуди и законите, кои што голем дел се јавно објавени веќе во Македонија. Така да нашиот алгоритам сака да биде истрениран на што е можно повеќе податоци и колку повеќе од нив пристапиме до такви податоци, толку подобро ќе работи софтверот.
меѓутоа тие се јавни, така да до нас е да земеме пристап до тие податоци и да го истренираме моделот. Имате ли веќе можеби некаква комуникација остварено со домашните чинители кои што би влегле во имплементацијата на оваа платформа? Нажалост, се уште немаме стапено во контакт со некои институции за тоа, меѓутоа би било интересно понатаму да може да се добие пристап до сите тие податоци поедноставно, без ние да треба да ги превземаме од интернет и да се истренираме моделот за македонски пазар. Добро, како што реков во магазинот, во ранг листата на Forbes 30 по 30, како се доаѓа до таа листа? Ве бараат, ве пикираат сами или пријавувате вие продукт? Значи, на листата често се наоѓаат собственици и извршни директори на разни компании, а процедурата функционира така што некој треба да ја номинира личноста или личноста може да се номинира сама. И понатаму процедурата е доста долга, трае 1 година, каде што прават кратка листа на најдобрите кандидати, потоа има одредени прашалници кои што ги праќаат, па понатаму има жири што одлучува и конечно ја објавуваат листата. И јас дознав на самиот ден кога беше објавена листата дека јас сум дел од Forbes 30 Under 30. Грнарова, скапо ли е да се купи или да се применува оваа платформа? Или кога е во прашање државата и олеснување на работата на судскиот систем, е нешто што доаѓа можеби бесплатно? Всушност, нашите продукти се направени така да самото тоа што адвокатските куќи или останатите корисници заштедуваат толку многу време, едноставно самата subscription, значи цената на нашата алатка е платена и се понатаму е заштедување на време и заштедување на пари. Така да не би рекла дека е скапо, мислам дека е одлична инвестиција за сите кои што ги користат тие алатки. Добро, јас ќе ви се заблагодарам на одвоеното време и на разговорот. Се надевам дека за брзо ќе има нови вести, всушност имплементација на оваа платформа, бидејќи како што и Паулина Грнарова, една од коосновачите и една од оние кои што ја изработуваа платформата, објаснува дека се работи за платформа која што може да го олесни патот до екзактните, точните зборови или клучните зборови или клучните докази кои што се важни во еден документ, нешто што претпоставувам дека со познатите критики кон судскиот систем може само да ја олесни оваа работа. Доколку има нешто ново во иднина, во соработка со Македонија, ве очекуваме повторно во утрински брифинг. Ви благодарам многу.